Темата на денешната проповед или предавање ќе биде зошто постои гревот. И ова ќе биде третиот дел од серијалот на предавања. Во претходните два пати разгледавме 6 причини зошто постои гревот. Тие причини беа во корелација со Бог. Во првиот дел разгледавме 3 причини зошто постои гревот. И тие беа да се откријат сите Божји атрибути или особини. Втората причина беше да се покаже ужасот, да се навреди Бог. И третата причина беше да се покаже неговата контрола над сите работи, вклучувајќи го и неконтролираното, тоест гревот. Во вториот дел разгледавме 3 плюс причини зошто постои гревот. И тие беа да се покаже совршенството на Синот, да се покаже совршенството на Духот и суперлативно да се зголеми добрината во човекот, универзумот и ангелите. Во ова предавање денес ќе разгледаме 7 плюс причини зошто постои гревот и тоа во корелација со човекот и со ангелите. Во корелација со човекот ќе видиме 5 причини зошто постои гревот, а во корелација со ангелите 2. И човекот ќе го разгледаме во 2 групи или 2 групации, тоест избрани луѓе и неизбрани луѓе. За избраните луѓе ќе видиме 2 причини зошто постои гревот, а за неизбраните 3. И ќе завршиме со заклучок и примена. Ова е доста интересна и комплексна тема, често неразговарана на зошто постои гревот и со ова прашање или на оваа тема исто одговараме зошто постои злото. Зошто гревот е суперлативна манифестација на злото. Да почнеме со човекот. Зошто постои гревот во корелација со човекот, конкретно во корелација со избраните луѓе. И овде ќе напоменеме или ќе елаборираме 2 причини зошто постои гревот во однос на избраните луѓе или во однос на христијаните. Првата причина е спасението, тоест гревот постои да ги донесе избраните до спасение. И втората причина е гревот постои да ги донесе христијаните до повисоко ниво на духовен раст и стремеж. Да почнеме со првата причина. Првата причина е гревот постои, беше предодреден, беше назначен, беше планиран да постои кај избраниот човек, да го доведе до спасоносна вера во Христос, да го донесе до вечен живот. И како што видовме претходно, без грев нема од што човекот да се спаси, нема од што тој да се откупи и нема од што да биде простен. Гревот е неопходен. Христовото дело е толку славно, делото на Духот толку чудесно и величествено, но сепак без грев ова немаше да биде случај. Во Галатјаните 3 глава, 22 стих, апостол Павле пишува дека писмото ги затвори сите под грев, за да им се даде ветувањето преку вера во Исус Христос на оние што веруваат. Истата идеја се наоѓа и во Римјаните 11 глава, 32 стих, каде што пишува апостол Павле: Бог ги затвори сите под грев или под непослушност, за да на сите покаже милост. И на гревот му беше дозволено да поклопи и да удави се, да ги обвитка сите луѓе во своите синџири, во својата темнина и во своето слепило. На гревот му беше дозволено да покоси се, да ги зграбчи сите луѓе во своите цврсти раце и да не ги пушти. Со цел за да дојде тој кој ќе ги скине синџирите на гревот, тој кој ќе донесе светлина и тој кој ќе даде очи на слепите.
Исус преку своите маки го заработи спасението. И ова спасение е толку драгоцено и посебно. Овој диамант што Христос го заработи е толку вреден од повеќе милиарди светови. Ова спасение е толку вредно, толку важно, толку драгоцено и ова е Евангелието. И без гревот тоа не може да биде така. Еден има напишано за Евангелието вака, отворен цитат. Нека Евангелието биде воздухот што ме оживува. Нека Евангелието биде крвта што ме одржува. Нека Евангелието биде водата што ме освежува. Лебот што ме храни, облеката што ме покрива, украсот што ме разубавува, работата што ме преокупира, виното и музиката што ме радуваат. Нека Евангелието биде најблискиот пријател што ме советува. Нека Евангелието биде лекот што ме лекува. Нека Евангелието биде богатството што ме збогатува. Светлината што ме осветлува, мудроста што ме поучува, знаењето што ме воспитува, тврдината што ме засолнува, штитот што ме брани. Нека Евангелието биде војската што се бори за мене. Нека Евангелието биде животот што ме оживува, славата што ме возвишува, рајот што ме воскреснува. Нека преку Евангелието го добијам оној кој е Евангелието сега и за секогаш. Кој може да пишува вака? Кој може да ја види вредноста и големината и длабочината на Евангелието? Кој може да погледне во незината бескрајна убавина? Само тој што ја видел својата грешност. Само тој кој се судил со твојата декадентност и гнаса. Само тој кој ја видел својата одвратна голотија. Само тој може да ја види убавината на Евангелието. Само тој кој видел дека навредил бескрајно и бесконечно битие со својот живот, со своите зборови, со своите мисли, со својот однос. Дали знаеш дека во Божјите очи лутината е убиство и себичната желба прелюба? Дали ти си го видел својот грев и својата декадентност? Дали знаеш дека секој непромислен збор ќе биде отворен на судниот ден и ќе му биде судено на човекот? Дали знаеш дека најмалата и најкратка злобна вибрација во човекот, во твојот ум, генерира толку голема вина, што вечни маки во пеколот не се доволни да задоволат? Само тој кој ја гледа гнасноста, декадентноста и одвратноста на својот грев може да види бескрајната вредност на Евангелието. Но без грев спасението не би постоело и гревот постои за да постои спасението. И таа е првата точка. Првата точка е причината зашто гревот беше предодреден, назначен и планиран е да донесе спасение кај избраните, да ги прибере, да им даде вечен живот. Тие да видат вредноста и драгоценноста на ова Евангелие. Втората причина зашто постои гревот во корелација со избраните е тие да бидат доведени до повисока нивоа на духовен раст и развој. Гревот е најголемиот непријател на христијанскиот живот, кој христијанинот се бори секој ден со овој монструм. И како може нешто што е толку спротивно да предизвика раст кај христијанинот? Како може субјектот кој предизвикува такви пречки и сопки во христијанскиот живот и го намалува животот и енергијата во христијанинот да генерира подвиг и раст? Пиоританецот Томас Брукс го дава одговорот и тој пишува вака, отворен цитат.
Да, дури и сите падови и сите гревови на христијаните ќе работат за нивно добро. Грижата, стравот, будноста, понизноста, ревноста, кој Бог ги подига во душите на своите светии од нивните многу падови. Каква омраза, каква огорченост, каква одвратност Бог подига во срцата на своите деца против гревот, и тоа со самото нивно паѓање во грев. Тоа е славата на Божјата светост. Тој ги превртува духовните болести во свети лекови, тој ги претвара отровите на душата во небесни напитоци, тој може да го спречи гревот со грев и паѓањето да го излечи со паѓање. Затворен цитат. Божјата цел во христијанскиот живот е да го ослабне и да го уништи гревот. И тоа со грев. Во една смисла, гревот генерира повеќе грев, но во друга смисла, гревот ослабнува повеќе грев. И тоа е случајот за христијанскиот живот. Она што го затемнува и што ја задушува душата до смрт, Бог предизвикува таа да се запрепасти, таа да се шокира, таа да се осветли и брзо да се разбуди за својата очајна потреба, да се покаја, да се скрши, да се само омрази. Гревот е остаен да трае и да тлее, да предизвика понатамошен раст. И целта на христијанскиот живот, како што ни кажува апостол Петар во 2 Петрова 3 глава 18 стих, целта е да растеме во благодата и знаењето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Како што христијанинот расте и се развива во својот живот, тој исто така ја гледа и вредноста и длабочината на моралниот закон. И псалмистот во 119, 18 стих извикува: отвори ми ги очите, Боже, за да видам чудесни работи од Твојот закон. Моралниот закон го открива гревот, а гревот за возврат ја открива длабочината на моралниот закон и прави тој да биде славен и голем. Бог е толку многу моќен, толку многу силен, што го прави дури и гревот. Го користи дури и гревот. Ги користи дури и нашите падови да предизвика духовен раст и стремеш и подвиг. И тоа е во однос на неизбраните. Кажавме две причини зошто постои гревот. Гревот постои и беше предодреден за да ги собере избраниците, за да ги спаси, за да донесе спасение. И не само да ги спаси, туку да генерира високи нивоа на духовен раст, што не би биле возможни ако гревот не постои. Да продолжиме со следните причини зошто постои гревот, и тоа во корелација со неизбраните луѓе, со изгубените, со нехристијаните, со паднатите. Тука ќе разгледаме три причини зошто постои гревот, и тоа ќе биде да се постави разлика или диференцијација, да се предизвика стврднување, и третата е да се обезбеди основа за казна. Но пред да ги разгледаме или да ги елаборираме овие три причини зошто постои гревот во корелација со неизбраните, ќе ја видиме како вовед која е целта на неизбраните. Зошто злите, зошто злобните постојат? Зошто се оставени тие да функционираат во овој универзум кој Бог го создал и кој е праведен? И честопати се прашуваме зошто постојат неизбраните? Зошто постојат злите? Зошто постојат грешните и бунтовниците? Светот би бил многу подобро место без нив. Многумина викаат со псалмистот во Псалма 55 глава 6 стих: "Ох, да имав крилја како гулаб, би одлетал и би мирувал." До кога ќе гледам насилство? До кога ќе слушам лаги и измами?
до кога ќе има неморал и прелюбници околу мене. Сакам да одлетам и да мирувам. И тоа е подвикот и извикот на секој христијанин кој ќе се најде во грешни средини. Меѓутоа, Светото писмо ни дава одговори зошто постојат неизбраните, зошто постои ова население. И општо земено, можеме да кажеме дека злите или неизбраните постојат за избраните. Тие постојат за праведните. И ова го гледаме од неколку стихови, например од 1 Коринтијаните 3 глава, 21 и 22 стих, апостол Павле пишува вака: зошто се е ваше, им пишува на христијаните. Било Павле, било Аполос, било Кифа, било светот, било животот или смртта, или сегашноста, или днината, се е ваше. Така да сите работи, вклучувајќи ги и неизбраните, вклучувајќи ги и злите, постојат за избраните. И кога Павле се гледал исто така себе си, како работи, како страда, и како е измачуван за црквата и за верниците, тој во 2 Тимотеј 2 глава 10 стих вика: се поднесувам заради избраните. Фокусот и целта и стремежот се избраните. И навистина, подобро би било неизбраните воопшто да не постојат. Воопшто да не се родат, воопшто да не настанат. Како што Христос рекол за Јуда во Матеј 26 глава 24 стих: Синот човечки оди, како што е напишано за него. Но тешко на оној човек од кого Синот човечки е предаден. За тој човек ќе беше подобро да не се родеше. Но сепак ако Јуда не постоеше, не дојде на овој свет, не се родеше, тој немаше да го предаде Христос. И Христос немаше да го изврши своето славно дело, неговото величенствено спасение. Значи, неизбраниот Јуда беше потребен, беше неопходен, тој постоеше да го предаде Христос. Таа беше неговата цел. Тој постоеше за Христос, му служеше на Христос индиректно, преку неговото предавање. И поконкретно, може да видиме зошто постојат неизбраните од параболата што Исус ја дава за каколот во Матеј 13 глава. Значи, генерално кажавме дека неизбраните, ова злобно население, кое го има поплавено овој свет, постои за служба на избраните. А сега сакаме да извлечеме поконкретни причини зошто постојат и како неизбраните им служат на избраните. Да видиме параболата во Матеја 13 глава 24 до 30 стих, ако имате Библија можете таму да свртите. Исус вика и друга парабола им кажа, велејки: Царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Но додека спијал луѓето, дојде непријателот и посеа жито меѓу житото какол и си отиде. И израсна растението и донесе плод, и се појави и каколот. И дојдоа слугите на стопанот и му рекоа: Господаре, нели добро семе посеа во твојата нива? Од каде сега овој какол? Но тој им рече: непријателот го направи тоа. Слугите пат му рекоа: сакаш ли додиме и да го искорнеме каколот? И овие се клучните стихови во 29 и 30 стих. Но тој им рече: не, да не би, корнејки го каколот, го искорнете заедно со него и житото. Оставете, нека расте едното и другото до жетвата. По жетвата ќе им кажем на жетварите: соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови, за да се изгори, а житото приберете го во мојата житница. Во оваа парабола житото се избраните, каколот се неизбраните, жетвата е крајниот ден. И од
парабола гледаме дека отстранувањето на каколот ќе го оштети житото. Каколот е потребен за житото до жетвата. И од овде може да извлечеме 3 конкретни причини зошто постојат изгубените. И тие причини зошто постојат се раѓање, помош и улеснување. Раѓање, помош и улеснување. И сите овие работи ќе ги видиме на кратко. Да почнеме со раѓање. Човештвото е една зависна систематска мрежа. Систем на причинско-последични врски. Една генерација зависи од друга и е предизвикана од таа. Таа генерација зависи е предизвикана од предходната и така натака, се до првиот маж и жена. И оваа меѓусебна зависност, овој мрежен систем, може да го видиме не само кај човекот и човечките генерации, туку може да го видиме и во светот на животните, во светот на инсектите, во светот на рибите, во светот на растенијата, секаде каде што може да погледнеме, гледаме систем кој е високо комплексен и кој е зависен. И можеме да кажеме дека повеќето избраници, бидејќи во светот има повеќе неизбраници од избраници, се раѓаат или се генерираат преку неизбрани индивидуи. Многу жито се раѓа преку физичкото семе на каколот. Колку злобни татковци имало што предизвикале генерација на праведни синови и ќерки. Тие биле нечистите канали преку кои овие бисери дошле и пристигнале на овој свет. И без да постојат овие неизбрани злобни индивидуи, избраните никогаш немаше да се родат, ниту да дојдат на овој свет. Што ни кажува дека неизбраните се потребни да ги генерираат избраните во овој зависен систем, во оваа мрежа. Вториот аспект е помош. Како изгубените им се на помош на најдените. Ќе видиме две работи како се им на помош, и тоа е за спасението и за духовниот раст. Колку поединци, може да кажеме и од нашиот живот, колку поединци како христијани станале христијани поради нивните зли родители, роднини и непријатели и пријатели. Тие виделе нивната изопаченост, изгубеност, збунетост, безнадежност и подлост. Биле згрозени од нивната злоба и ужасени од нивната изопаченост. Биле турнати во грев. Гревот им бил наметнат. Тешкотиите, неволите, тагата, темнината, болката, вината што биле доживеани како резултат на неизбраните, предизвикале многу избрани да бидат доведени до безнадежност и да извикаат кон Бог за спасение. Тие биле инструментите што Господ ги користел овие бисери да дојдат до Него. Нивниот грев бил употребен како средство за спасување. И без да бидат во таа средина, без да поминат низ тие темни долини, без да бидат изложени и да учествуваат во гнасотијата, се поради злита, се поради неизбраните, овие овци би биле секогаш загубени. Злите одиграле клучна улога и суштинска улога во нивното спасение. И како што злите или злобните играат клучна улога во спасението на праведниците, тие се исто така инструментално средство за нивниот духовен раст и развој. Штом станале христијани, колкумина пораснале и созрееле, колкумина станале храбри, смели и бестрашни лавови во верата, колкумина триумфирале, прегазиле и измачкале кон гревот, кон неправедноста, се како резултат на злите. Се како резултат на неизбраните. Навредите, клеветите, лагите, измамите, лицемерството, неволите, прогоните, грабежите, насилството и така натака. Сите овие ужасни работи кои произлегуваат
од неизбраните се единствените инструменти што ја укинале гордоста, егоцентричноста и нарцисоидноста кај сите верници и предизвикале неверојатен раст. Овие ветрови, бури и фрлања ги направија слабите, малите и изнемоштените гранки силни, големи и неподвижни табови. Духовниот раст што произлегува од противењето, од прогоните, од омразата и отпорот на неизбраните кон Евангелието е неизмерен. Во Римјаните 5 глава, од 2 до 4 стих, апостол Павле ни го кажува истото. Преку Христос во верата добивме пристап, тој вика, кон оваа благодат во која стоиме и се гордееме со надежта на Божјата слава. И не само тоа, туку се гордееме и со маките, знаејќи дека од маката се раѓа трпението, од трпението пак се раѓа искуство, а од искуството надеж. Во Јаков 1 глава од 2 до 4 стих истото го имаме. Јаков вика: радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во најразлични искушенија и маки, знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека биде совршено дело, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. Двете конкретни причини кои ги видовме зошто постојат неизгубените или како им служат тие на избраните е преку раѓање и преку помош во нивното спасение и нивниот духовен раст. Третата конкретна причина зошто постојат изгубените е олеснување. Олеснување. Неизбраните постојат да обезбедат олеснување на избраните преку уништување на други неизбрани индивидуи. Злобата привлекува повеќе злоба. И како што извикува псалмистот во 109 псалм 6 стих, нека се постави над злобниот злобен човек. Злото што е направено се враќа пропорционално со понатамошно зло. Секој што прави зло, ќе му биде вратено со зло и ќе нема пристрасност. Господ работи се за доброто на избраните и понекогаш носи олеснување преку нивните непријатели. За пример, пророкот Еремија бил малтретиран и прогонуван од своите сонародници. Токму од оние на кој го проповедал словото, токму од оние за кој плачал и ги повикувал на покаяние. Но кога вавилонците го освоиле Иерусалим, тој бил спасен токму од нив и добро третиран. Одвратните вавилонци го спасиле од неговите противници и прогонувачи. И сите овие бенефиции што неизбраните ги обезбедуваат за избраните се невозможни без гревот. Гревот мора да постои за да овие бенефиции се актуализираат за избраните. Значи, во овој вовет за неизбраните, зошто постојат неизбраните, зошто постојат злите, зошто постојат бунтовниците, зошто постои толку високо ниво на грев во светот, видовме дека неизбраните постојат да се во служба на избраните и тоа преку раѓање, преку помош во нивното спасение и раст и преку олеснување од други грешници. Да преминеме сега на причините зошто постои гревот во корелација со неизбраните. Првата причина зошто постои гревот во корелација со неизбраните е да обезбеди или да постави разлика или диференцијација меѓу двете групи. Да ги обележи двете групи како посебни, да нема мешање. Избраните лица се далеку од совршени и не се ослободени целосно од гревот. Сепак, разликата меѓу овие две категории не лежи во безгрешноста, туку во односот и образецот кон гревот. Неизбраните се обележани со образец на грев,
Жигот на ѓаволот е на нивните чела и раце. Жигот на Антихристос е испишан под сето нивно битие и нивниот живот и нивните дела. Тие го зборуваат јазикот на ѓаволот, нивниот татко, кој ги научил како да зборуваат и ги работат делата на неговите раце. Тие се следбеници на сатаната, иако тие повеќето не го знаат, и секојдневно се грижат за неговите работи. Тие одат по неговите патеки и се радуваат на гревот. И еден има напишано за изгубените вака. Тие живеат за гревот, зборуваат за гревот, размислуваат за гревот, го дишат гревот, го слушаат гревот, го јадат и го пијат гревот, гревот тече низ нивните вени, работат за грев, се трудат за гревот, спијат за гревот, се потат и се мачат за гревот и ќе умрат за гревот. Затворен цитат. Се за нив е грев. И од оваа шема на гревот не може да излезат. Дури и тие да изгледаат однадвор како праведни, дури и да се скријат за некоја бела насликана маска, овој образец на гревот подоцна или порано ќе биде изложен и откриен. Тие ќе си ги покажат своите бои. И во оваа прва причина видовме дека гревот постои во корелација со неизбраните, да постави јасно разлика меѓу овие две групи. Да постави разлика меѓу децата на ѓаволот и децата на Бог. Да нема мешање, да се знае кој е кој. Втората причина зашто постои гревот кај неизбраните е стврднување. Стврднување. Гревот преку својата измама го стврднува срцето против Бог и против неговите патишта. Во Римјаните 9 глава 18 стих апостол Павле пишува: Бог помилува кого сака и стврднува кого сака. Преку гревот Бог стврднува кого сака. И ова стврднување е очигледно видливо во случајот на фараонот во времето на Мојсија и на Екзодусот. И ова располагање со срцата на луѓето и стврднување на нивните срца како Бог сака е за Божјите намери и цели и планови. Некои грешници се закоравени повеќе, а некои помалку. И целта на ова стврднување е да се покаже славната благодат која им дадена на садовите на милост во времето и вечноста, се за пофалба на неговото име, како што пишува во Римјаните 9 глава 22 стих. И без грев не би имало садови на гнев и пројавување на семокниот страшен гнев и правда на Бог. Без грев не би имало ни садови на милосрдие, ниту пак оваа славна благодат на спасението може да се пројави. Ниту пак има пофалба на неговото славно име. Сите овие елементи кои терминираат во слава на Божјото име се врзани од стврднувањето и зависат од постоењето на гревот. Поголеми нивоа на стврднување имаат тенденција да генерираат поголеми нивоа на манифестации и демонстрации на Божјата одмаздичка моќ над злите и поголеми демонстрации на Божјата милост кај избраните. Гревот е болест на душата и како таков тој ќе функционира и после гробот. Ќе продолжи да ги мачи душите на злите. Злобните ќе продолжат да се закоравуваат и да се стврднуваат во пеколот поради гревот. И ова стврднување никогаш нема да престане. И на тој начин ќе упатува постојана слава кон Бог и постојани пофалби кон неговото име. И постојано стенкање на тие што се во маки. Третата причина зошто постои гревот во корелација со неизбраните е да обезбеди основа за казна. Гревот е прекршување на моралниот закон, даден од врховен и морален законодавач. Бог е креатор на целиот универзум и како креатор го поседува целиот свет, ги поседува сите луѓе. И тој како креатор
поставил морален законодавач над своите морални битија како човекот. Законот е манифестација на Божјиот свет и праведен карактер и во човечки контекст обезбедува универзален и апсолутен стандард за тоа што е праведно, а што е зло. Без стандард, гревот не би можел да биде познат, според Римјаните 7 глава, 7 стих. И без гревот, стандардот исто така не би можел да се познае. Значи стандардот го открива гревот, гревот го открива стандардот. Има зависна врска меѓу двете. Не би можело да има темнина ако нема светлина и не би можело да има светлина ако нема темнина. И овој закон, ова злобно население, постојано го прекршува секој ден и предизвикува грев. И гревот ја добива својата сила од законот, а законот ја добива својата сила од гревот. И која ќе биде основата на злите, врз кои тие ќе бидат казнети, ако нема грев? Ако нема грев, нема да има причина и основа за казна. Значи, со ова завршуваме со првата точка, зошто постои гревот во корелација со човекот. Видовме дека во однос на избраните, гревот постои да ги донесе до спасение избраните и да ги духовно порасне, да ги издигне во нивниот духовен стремеж. Во однос на неизбраните, видовме дека неизбраните постојат да им служат на избраните, во тоа што тие ќе се родат преку нив, ќе имаат помош во нивното спасение и духовен раст, ќе им солесни. И гревот постои да постави разлика, стврднување и основа за казна. Да продолжиме сега со зошто гревот постои во однос на ангелите. И овде ќе видиме две работи или две причини зошто постои гревот во однос на ангелите. Првата причина е да се покаже, да се манифестира или да се демонстрира скапоценоста на спасението. И втората причина е да се покаже ужасот на гордоста. Гревот беше назначен во паднатите ангели да се зголеми драгоценоста на спасението, што е дадена на човекот. Ангелите се создадени да му служат на човекот и тие исто така да му помогнат во стекнување на неговото спасение. Ангелите се создадени за Божите синови. Сепак, спасение никогаш не било обезбедено за паднатите ангели. Кога Луцифер сгрешил и собрал со себе демони, никогаш не бил обезбеден начин тој и неговите демони да бидат променети и да бидат вратени назад. Сатаната и демоните биле оставени и се безнадежни. Нема излез, нема милост, нема прошка, нема дадена рака за помош. Тие се оставени да се валкаат во гревот. Гревот беше одреден да ги фати, да ги врзе и да ги обитка толку цврсто, што никогаш нема да ги пушти. И ова обиткување, ова фаќање е неповратно. Значи, штом влезе гревот во ангелите, никогаш нема назад. И ова беше направено за човекот да види и да трепери. Зашто гревот исто така влезе во него. Човекот да ги види овие ангели кои се инфицирани од гревот и да се зачуди. Човекот треба преку ова да види природата на гревот, бидејќи гревот обиткува толку цврсто, толку силно и толку неповратно и никогаш нема назад. Овие сложени и неверојатни суштества, толку комплексно формирани, служат како грозни примери сега и за вечност. И Бог не бил под никаква обврска да обезбеди спасение за човекот. И тоа по толку висока и скапа цена. Исто така човекот би можел да биде оставен
како што беа оставени демоните и ѓаволот. Но сепак Бог одлучил да плати многу висока и скапа цена. Тој одлучил да се спушти до такви нивоа на понижување, до такви нивоа на срам, да биде растнат гол на крст, да го допре човекот и да го достигне и да го врати назад кон себе. Додека паднатите ангели се оставени без милост, на човекот му е дадена славна милост. И според 1 Петрова, 1 глава, 12 стих, оваа изобилна благодат што му беше дадена на човекот, дури и избраните ангели копнеат да дзирнат и да видат. Човекот нека гледа и нека се плаши, бидејќи спасението што му е дадено е толку посебно, е толку важно, толку скапоцено, толку единствено, толку бескрајно и неискажливо во вредност. И никогаш не треба да го зема здраво за готово и да го смета за нешто вообичаено. Бидејќи тоа спасение, тој вечен живот, таа милост е подрагоцена и повредна од милиарда универзуми. Додека демоните се оставени да се валкаат во нечистотијата на гревот како свињи, човекот е кренат од оваа кал, од оваа тиња, од оваа мизерија, е измиен, е очистен и е покриен со најдобрата, најчистата и најскапата облека. Круната му е ставена на неговата рака и златниот прстен. За кој од ангелите Божиот син ја пролеа својата крв и стенкаше под тежината на гревот? За никој. Втората причина зошто постои гревот кај ангелите е да се покаже ужасот на гордоста. Тоа што го направи Луцифер, Сатана, беше гордоста. Мајката на сите гревови. Гордоста може да се нарече гревот на самиот ѓавол. Č.C. Филоп, теологот, кажал, гордоста беше негов драг грев, но стана негова мака. Стана змијата кој постојано го гризе и огнот што постојано го проголтува. Истиот овој грев, оваа гордост падна изврз човекот и го порови. Адам, креација на Божјата рака, Божиот син, преку гордоста стана син на ѓаволот. За гордоста Томас Брукс рекол вака: гордоста е збир на сета подлост, море од грев, мајчин грев, разможувачки грев, грев што има секакви гревови во себе, во својата утроба. Во гордоста сите пороци се завиткани заедно во сноп. Гордоста е позлатена беда, таен отров, скриена чума, инженер на измамата, мајка на лицемерието, родител на мизеријата, молец на светоста, заслепувач на срцето, превртувач на лековите во болести. Затворен цитат. Гордоста е толку многу гнасна, одвратна, самоуништувачка и нелогична. И откако ќе го прегрне човекот, откако ќе го врзе во синџири и ќе му стави окови и ќе го направи неизин роб, никогаш нема да го пушти. Таа неповратно осакатува, потемнува, заслепува и ја мами својата жртва. Сатаната и неговите демони никогаш не можат да се спасат од оваа гордост. Никогаш не може да откорнат оваа болест што ги разјадува секој ден. И тоа никогаш не може да се смени. Штом гревот влезе, штом гордоста влезе, за секогаш останува. И тоа што може да го промени само е Бог со својата семокна моќ во случајот на човекот. Но без да се меша семокност, нема надеж. Нема надеж. Гордоста има таква самоуништувачка природа поради нејзините само доволни и нарцистички карактеристики.
Суштество кое е ограничено и зависно како човекот го учи да биде самодоволно. Човекот не само што не е самодоволен, туку тој е очајно зависен. А гордоста го обликува на обратен начин и на тој начин го уништува. Таа бара пофалба за себе, а не за Бог. Бара чест и возвишување за себе, а не за Божиот син. Иако е самодоволна, нејзината нелогичност е бара издигнување сама за себе. Таа се стреми да го стекне и приграби она што му припаѓа на Бог. И гревот, како гордост во паднатите ангели, беше оставен да го предупреди човекот да не стане отруен со оваа чума како нив. Ангелите беа поставени на условна основа, за да тие бидат вечни лекции, споменици и поуки за човекот и за ужасот на гордоста. Да преминеме на заклучок. Значи, во ова предавање или проповед видовме 7 причини плюс зошто постои гревот. И тоа во корелација со човекот и во корелација со ангелите. Во корелација со човекот видовме во однос на избраните луѓе, гревот беше планиран, одреден, посочен за да ги донесе избраните до спасение преку гревот и да ги издигне на суперлативно високо ниво во нивната духовност. За неизбраните видовме дека гревот постои да постави разлика меѓу двете групи. Видовме дека гревот постои да донесе стврднување и видовме дека гревот постои да постави основа за казна и стандард врз кој ќе се судат неизбраните. За ангелите видовме дека гревот постои да се покаже спасението и незината и неговата скапоценост и да се покаже ужасот на гордоста. Да преминеме на примена. Ке има примена за неверници и примена за верници. Почнеме со неверници. Како што прашав на почеток, дали ти си се соочил со својата грешност и декадентност пред Бог? Дали си го еволуирал својот живот со моралниот закон кој Бог го дал? Дали си видел дека си го навредил Бог и си го повредил Него со твојот живот, со твоите зборови, со твоите мисли, со твојот однос? Бог те создал и ти дал се што имаш. Но сепак ти си го зел тоа што Бог ти го дал и си го злоупотребил. Бог ти дал очи да го гледаш неговиот збор и да се наскитуваш на неговата слава во креацијата што тој е направил. А човекот, ние сме ги земале тие очи и сме гледале насилство, сме гледале порнографија, сме биле неморални со тие очи. Бог ни дал раце. Така. Ние сме ги земале тие раце и сме краделе, сме се тепале. А Бог ни дал раце да работиме, да бидеме вредни и да помагаме. Бог ни дал се. А ние сме земале тоа што Он ни го дал и сме го злоупотребиле. Не сме го издигнувале Бог, туку сме се издигнувале самите себе и гревот. Сме го понижувале Бог и сме ја засенувале неговата слава. И Библијата вика тешко им на грешниците, тешко им на бунтовниците, тешко им на злобните, тешко им на тие што го прекршуваат Божјиот закон, бидејќи доаѓа ден кога тие ќе се соочат со Бог. Доаѓа ден и тоа е денот на нивната смрт, кога секој човек ќе застане гол пред ова семокно битие и ќе дава отчет за својот живот. Ќе
ќе дава отчет како го искористил своето тело, како ги искористил своите мисли, своите зборови, своите пари, својата работа и така натака. И нели би сакал ти да се покаеш и да дојдеш до Христос? Нели би сакал ти да се спасиш од овој најголем непријател кој е гревот? Нели би сакал сите гревови да ти бидат опростени и да ти биде даден вечен живот како бесплатен подарок? Христос затоа и дојде. Христос дојде да плати казната што човекот ја заслужува. Да умре, да пролее својата крв, за да му се даде на човекот овој безкрајно вреден диамант. Исус го заработи со своите маки овој диамант и вика, еве го, земи го, сега, немој да го пропуштиш, зашто не знаеш кога ќе умре, не знаеш кога ти е последниот ден. Без овој диамант, без ова спасение, без ова Евангелие, нема надеж. И мојата покана до вас е сега, денес, да паднеш на колена пред овој Спасител и да дојдеш до Него. Да се одречеш само од себе, да се одречеш од гревот, да се себе омразиш, бидејќи си гнасен грешник, да се покаеш и да го прифатиш Него како твој Спасител и Господар. И така ќе бидеш спасен од ужасот на гревот, од ужасот на гордоста, од ужасот на пеколот. Гревот е мајката на сите маки, гревот е мајката на сите мизерии, гревот е мајката на смртта, на пеколот и на ѓаволот. И само Христос може да те спаси. Втората примена ќе биде за верници. Првата работа што може да извадиме од ова предавање е ужасот на гревот. Кога гледаш ефектот на гревот во светот, во човекот и во ангелите, тоа ни кажува дека нема смешка со овој ентитет, дека нема играчка. Лекцијата за нас е да не се играме со гревот. Или ќе го убиеме гревот во нас, или тој ќе не убие. И моето прашање до вас, како верници, е дали има грев во твојот живот со кој ти се играш. Дали има грев во твојот живот кој ти го сметаш за мал и незначаен. Си викаш дека ова не е толку страшно. Никој не гледа, никој не знае. Дали има грев во твојот живот кој ти го толерираш? О, знај дека нема мал грев. Дека сите гревови се големи. Сите гревови се значајни. Нема грев кој е незначаен, нема грев кој не го гледа Бог. И нема грев кој не е ужасно гнасен во неговите очи. Овој грев што сега ти го толерираш, ќе стане монструм и ќе скокне и ќе те изеде. Овој мал грев ќе стане чудовиште кој ти не можеш веќе да се бориш. И ќе те изеде, ќе те распрчи и ќе те фрли во пеколот. Денес е денот да кажеш стоп, да кажеш не и со секира да го отсечеш тој грев и да кажеш готово е. Нема веќе. Нема веќе да живеам во грев. Денес е времето, сега е часот. Не оставај. Време е да објавиш жестока војна против твој грев. Да речеш нема веќе. За тој грев Исус стенкаше на крстот. Исус ја пролеа својата крв. Нема веќе да си играм со гревот. Ќе го убијам и ќе живеам свет живот. Во моите мисли, во моето срце, во мојот живот. Време е да го убиеш гревот. Зашто ако не го убиеш, тој ќе те убие. Втората примена за верници е обезхрабрување. И моето охрабрување до вас, до сите христијани, иако гревот е страшен, немој да те безохрабри. Иако си паднал многу пати, иако си го разочарал Бог многу пати, иако си се прашал
Дали има уште милост за Бог за мојот живот? Се покајав, пак сгрешив. И пак сгрешив. И пак се покајав, и пак сгрешив. И пак сгрешив. Има ли Бог, имаш ли милост уште за мене? И моето охрабрување до вас е да не губиш надеж. Моето охрабрување до вас е да се покаеш. И тој ќе ти опрости. Не зашто си посебен, тој ќе ти опрости заради неговиот возлюбен син. Тој ќе те измие, ќе те очисти од секоја неправедност и ќе ти даде обнова. Божјата љубов и милост се поголеми од било кој грев. И можат секој грев да го опростат. Може да те направат чист и бел како снег. Немој да се безохрабруваш, иако си многу грешен, покај се, дојди кон Христос, тој ќе те очисти и ќе те направи нов и ќе ти даде сила, ти да се издигнеш од оваа кал, да се издигнеш од мизеријата и да го згазиш гревот и да бидеш победник. И тој слаб грев кој те јаде и кој ти е слабост и постојано паѓаш, ќе стане твоја сила, ќе стане твој трофеј, ќе стане твој победа и ќе можеш да им помагаш на сите други верници кои се мачат со тој грев. Не се обесхрабрувај, не губи надеж, згази го гревот и барај Бог да те смени, барај помош од други верници, немој сам. Немој сам да се бориш со гревот. Барај помош од Христос, од други верници и тој ќе ти помогне. Тој ќе те очисти, ќе те спаси и ќе ти даде победа.